согласно член 115 од Деловникот за работа на Советот на општина Битола, свикувам седница на работното тело за усогласување на ставовите за програмата и за изработка на урбанистички планови и урбанистичко-планска документација на подрачјето на општина Битола, одржана на 31.8.2023 година, со почеток во 10 часот. Со предлог следниот дневен ред: усогласување на ставовите за програмата за изработка на урбанистичките планови и урбанистичко-планската документација на подрачјето на општина Битола. Во салата имаме представници од одделението за донесување и спроведување на урбанистички планови и ќе ги замолам да ни кажат со предложениот ребаланс на буџет колку средства беа дополнително предвидени за програмата за донесување и спроведување на урбанистички планови и информација да ни дадат што е досега реализирано од буџетски предвидените средства за програмата за донесување и спроведување на урбанистички планови и дали проширувањата на програмата за урбанистички планови, кои ги имаме донесено овде со одлука во Советот на општина Битола, се влезени во овај ребаланс на буџет или тие проширувања ќе останат без средства и ќе ги планираме следната година? Да. За програмата во стручниот дел, пак ќе речам, ние нашиот предлог од иницијативи прифатени беа пуштени како стручен дел. Во делот на финанси било разговарано со во координација со делението дека недостасуваат уште 800.040 денари. И за тој износ мислам дека не е предвидено тоа новото решение што е за делот за комисија за работни тела и учество на работни тела, на доместок на членови за учество на работата на работни тела. Мислам дека по некоја математика дека фалат некои средства, меѓутоа претпоставувам дека во нареден ребаланс ќе се допредвидат или не знам. Во делот за плановите финансиски средства, колку што јас имам информација, значи дека станува збор за финансиски средства не се предвидени, меѓутоа биле водени разговори со јавното претпријатие за урбанистичко планирање за истите да ги изработат. Што значи финансиски, преку кои ќе се предвидат, мислам најдобро да се разговара со градоначалник да се вратите. Во делот за финансирање на деталните планови, колку што имам јас информација дека ќе ги изработува јавното претпријатие за урбанистичко планирање, што е мислам како ќе бидат финансирани и како ќе бидат платени. Значи, јас би отворила дискусија по однос на ово образложение што го добиваме. Значи, во буџетот на општина Битола, кој го донесовме во декември, ние воопшто немавме предвидено средства и таа беше забелешка уште тогаш за плаќање на Комисијата за урбанизам. Комисијата за урбанизам од декември лани, мислам, со се декември заедно, до крајот на оваа година нема за Комисијата за урбанизам, за нејзината работа, нема предвидено средства. Според пресметката
која ја имаме направено за членовите кои треба да се плати комисијата за урбанизам, која за волја на вистината од декември до сега работи без надокнада, ни требаат околу 900.000 денари. Воопшто со буџетот не беа предвидени и сите овие средства, 800.040, треба да бидат наменети за оваа комисија. Значи, повторно 100.000 денари ќе ни недостасуваат, ние уште го немаме донесен овој ребаланс и не сакам воопшто да разговараме дали ќе има следен ребаланс, мора да ги предвидиме сите средства, кога знаеме дека ни треба 900.000 денари точно, за да си завршиме оваа обврска кон работното тело, кое работи и досега се нема побунето дека работи без надокнада еве толку месеци. Во однос на донесените иницијативи, значи ние имаме два вида на иницијативи. Иницијативи кои се од општина Битола и иницијативи кои се од приватни инвеститори. Иницијативите кои се од приватни инвеститори, средствата си ги обезбедуваат и даваат изјава приватните инвеститори. Ние во 4-ти месец и во 6-ти месец донесовме проширување на програмата за урбанистичко планирање со, ако не се лажам, 2 пати по 2 иницијативи кои за изработка на планска документација која е во интерес на општина Битола. Средства за овие проширувања ние немаме обезбедено. Значи, до нова година ние нема да отпочнеме со никаква реализација на овие иницијативи кои едногласно беа овде предвидени, затоа што немаме средства обезбедени. И од друга страна, дали со предвидениот буџет за програмата за донесување на урбанистички планови се реализирани сите предвидени средства за буџетот 2023 или таму имаме можност да се ослободат некои средства кои не се реализирани, за да можеме да ги пренамениме во други активности. Тие се моите прашања. Делот на изработката на урбанистички планови, значи немаше обезбедено средства за изработка на урбанистички планови преку програмата која што ја доставува одделението за урбанистичко планирање. Она што мислам е тековно, значи обезбедени се средства преку одделението за економски развој. Така да мислам од таму може да се види, да се направи увид. Јас лично мислам, не знам, еве Христијан, треба да кажат или да се повикат од ЕР да кажат во делот на реализација. Јас би замолила да повикате заради тоа што генералниот урбанистички план знам дека е нарачан преку одделението за локален развој. Меѓутоа, другите детални планови кои се во интерес на општината, кој ги има нарачано, затоа што ние во програмата имаме сериозен број на прифатени иницијативи во прошлата година, кои плановите за села, мислам дека ги имам тука и кои се по програмата, кои не можам да видам дали се отпочнати, дали се обезбедени средства и ако не се отпочнати, дали обезбедените средства за нив можат да се пренасочат за нешто друго. Значи, одделението за урбанизам нема нарачано ни еден детален план преку одделение за донесување. Тогаш јас би замолила да имаме представник од одделението за локален развој да ни кажи кои плански документации се нарачани преку ова одделение. Пауза од 10 минути да можеме
Согласно генералното овластување од страна на градоначалникот за извршување на буџетот за 2023 година, да речем на раководителот на оделението, за урбанистичко планирање и заштита на животна средина. Значи, нашето оделение, тој е насловот, не сме ни спроведување, ни донесување, ние сме оделение за урбанистичко планирање и заштита на животна средина. Според генералното овластување и согласно буџетот за 2023 година, доделени се 1 милион денари. Овие средства се наменети за изработка на хидролошка студија за потребите на ГУП-от на град Битола, стратешки документ кој што е нарачан, изработен, донесен, да речам, мада во рамки на процедурата, значи немаме некоја процедура утврдена во однос на донесувањето, доколку е прашањето зашто на совет не е донесен се уште, и истиот е исплатен. Вредноста на хидролошката студија е 767.000 денари, што значи дека поголемиот дел од средствата се потрошени, останата е некоја сума на средства која што ние во нашата, да речем, проекција, кога го дававме предлогот за буџетот, значи покрај овие трошоци во рамки на оделението, согласно активностите кои што ги имаме ние, значи потребни ни се средства за организирање на јавни повици, јавни презентации, изработување на други документи, елаборати, студии, стручни елаборати, стратешки оценки. Имаме и ставка изработка на урбанистички планови, меѓутоа, согласно ценовникот, согласно сумите, значи на секого му е јасно дека ова сума што останува е невозможно ние да извршиме нарачка за изработка на урбанистички план. Значи средствата се овие, буџетот е тој, намената дигна, уште еднаш да кажам, доделените средства на оделението за урбанистичко планирање беа за изработка на хидролошка студија. Ние таа задача ја завршивме. Добро, изволте. Здраво, јас да се вратам на програмата која што не е усвоена во месец јули. Програмата за измени и дополнување на програмата за урбанистички планови. Во програмата која што ни беше предложена од оделението беа предвидени 4 детални урбанистички планови, 4 урбанистички планови и средства за комисијата која што е во рамките на општината за финансирање на урбанистички планови, како што разбрав. Стручната комисија. Стручната комисија. Сега согласно заклучокот кој што го донесовме на последната седница, на 30-та седница, сметам дека ние треба да разговараваме по однос на недонесената програма, со цел да ја завршиме оваа комисија, бидејќи и досега сите кои што се работни тела, ниту една нема завршеток на работните тела, не е донесен, односно како ние како совет, согласно член 115, треба да дајме предлози кон предлагачот, односно вработените во општинската администрација. Ние, мислам, треба да разговараме по однос на овие 4 детални урбанистички планови, 4 урбанистички и средствата кои што се предвидени. Доколку сметаме дека некои детални не треба да се прават или не се доволно овие финансиски средства, треба да дајме забелешки кон општинската администрација, дали дел да се трнат или некои други да се додадат и по однос на средствата дали се доволни овие средства или не. Затоа мислам, ова што се разговара во ред се, меѓутоа целта на овие формирани работни тела е да се дискутира по однос на недонесената програма за урбанистички планови. Мислам дека е така најдобро и да имаме завршеток, бидејќи овие работни тела веќе секој ден заседаваат, меѓутоа нема завршница. Тоа е мојот предлог. Јас сега сакам точно во контекст на сето ова да го кажам мојот став за завршница на оваа комисија. Значи, предвидените средства со ребалансот за вака проширената програма ни близу не стигаат. Тие не се доволни да се исплати комисијата која веќе ја има сработено својата работа. Значи, тука уште 100.000 денари треба да се дополнат, а 4 предвидени детални планови, за кои сите овде едногласно донесовме иницијатива, далеку е од тоа дека не сакаме да се изведат,
Напротив, ние сите да гласаме едногласно ако сметавме дека не треба да се изведат, меѓутоа со ваквите предвидени средства со ребалансот, воопшто нема да останат никакви средства за отпочнување на овие детални планови. Јас тука прашувам како изготвувачот на ребалансот смета дека овие 4 детални планови, кои се дел од проширената програма, ќе бидат финансирани, изведени и реализирани, заради тоа што воопшто немаме средства за нивна реализација. Значи, констатираме дека промената во програмата за урбанизам, која не беше усвоена од аспект што средствата не стигаe само за комисијата, а воопшто не беа предвидени и земени во обзир 4 планови за кои иницијатива сите донесовме едногласно и за кои сигурна сум дека сите сакаме да бидат реализирани. Тоа е мојата констатација од да речам, од овој сега работен состанок на телото за донесување на урбанистички планови и затоа оваа програма не беше изгласана, затоа што сметавме дека нема предвидено доволно средства за реализирање на нејзино реализирање. Благодарам. Дали некој друг? Жаклина? Ви благодарам. Значи, сакам да прашам и да добијам одговор. Кога сме кај урбанистичкото планирање во програмата F10, во ставка 425 договорни услуги има 7 милиони денари. Бараме тие да се намалат. Поточно, прво прашањето ми е за кои договорни услуги се планирани овие 7 милиони денари. Сакам да добијам одговор и тука, а и написмено. Во ова ставка за урбанистичко планирање од што спомнавте конто 425 7 милиона денари, планирани се средства за изработка на генералниот урбанистички план од 6 милиона 767 милијади и други договорни услуги од таа сметка 233.000. Од кои шо од овие 6 милиони и 700 веќе се платени 4 милиона и 300-540 на јавното предпријатие за изработка на ГУПот и од овие 233, 206-668. Значи, реализација на вкупните средства е 64% веќе од тие планираните. И написмено, нормално е ова е картицата. А останатите? Значи, две ставки се овде, значи изработка на просторни урбанистички планови и други договорни услуги. Вкупна вредност 7 милиона, од кои шо се исплатени 64%. Да. Ви кажав, значи 4 милиона 308 540 се платени и 206 668, од кои шо останува 2 милиона и 500.000 еве да речеме округло. Останати се уште средства од ова ставка. Добро. Дали ја не можам да навлезам сега во тоа дали одделението за урбанизам дали има предвидено во буџетот средства за изработка на тие детални 4 планови или така само се предложени без вредност. На предлогот од одделението дали имаше вредност во ни ставено или немаше вредност. Тоа е прашањево. Ако имало вредност во тој првичниот буџет, зашто ако се согласувате да не помени за да се изработат тие планови. Јас не сум сега конкретно вклучен во ова, меѓутоа јаве и прашувам дали имаше вредност. Ако имало вредност, зашто да не се усвојат ако има потреба. Она што ние го добивме како материјал за донесување на тие иницијативи, во нив немаше вредност на чинење на урбанистичките планови, ние донесовме само иницијатива за отпочнување на постапка. Значи, воопшто немаме вредност на тие детални планови, а денес барем е лесно, затоа што имаме тарифник и може лесно да се пресмета колку би коштале тие планови. Тој свесна сум дека не може во една година еден детален план, значи да се определат средствата, тоа ќе оди во 2 години, меѓутоа ние немаме обезбедено средства ни за отпочнување, камоли за реализирање и завршување на таа постапка.
Значи, ќе се навратам пак. Договорни услуги 7 милиони денари да се намалат фактички, или парите кои што остануваат според ова што го кажа од администрацијата, доколку остануваат средства овде кај договорни услуги, да се пренаменат за потребите на оваа програма. Ви благодарам. Јас би го запрашала представникот на одделението, дали овие средства кои остануваат се предвидени за нешто или тие се слободни средства? Затоа прашав јас и побарав на писмено да ни се достави. Договорни услуги. Што е под договорни услуги? 7 милиони денари, ние велиме да се намалат. Значи, да ни се дај образложение на писмено за што се потрошени, колку остануваат и за што тоа што останува се предвидува. Ви благодарам. Елизабета? Програмата F1 урбанистичко планирање, кај што кажува Жана дека се 7 милиони, со ребалансот е предвидено да се 14 милиони и 20 илјади денари. Значи тука со ребалансот тие дупло се зголемуваат. Ако добро гледам. Значи дупло се зголемуваат овие. Од 7 е планирано, 14 со ребалансот. Дали е ова точно? Се зголемуваат? Да. Значи, од економски развој не е поднесено барање за тоа, значи тоа треба до урбанизма, ако е поднесено, да. Така да, пошто гледате во мене, јас само да кажам дека од кај нас не е тоа, мислам, не се влезени, чисто јас ги кажав податоците бидејќи се врзани со ГУП-от, средствата што се исплатени за ГУП-от ги кажав од таа ставка дека се исплатени, меѓутоа вредноста од 7 милиона, вкупната вредност и кои други просторни урбанистички планови се предвидени за оваа година во тие 7 милиона, можеби се и овие што го спомнуваме. Јас тоа не можам да го коментирам, затоа што не сум во тој дел. Единствено во ГУП-от можам да ГУП-от можам. Значи, средствата за детални планови ги предвидува одделението за донесување и спроведување и одделението за локален развој. Ако ни едните ни другите не ги побарале средствата, како се нашле овие 7 милиони плюс во ребалансот? Кој ги побарал и за што се наменети? Бети? Во службен гласник на општина Битола. Па него не го дискутираме. Кој беше предлагач, кој го вработеше? Да, Благица, да. Значи, прво вака. Прво би сакала на советничката Жаклина, значи во договорни услуги, ставката се вика договорни услуги, а вон ви спаѓат 425.640 изработка на просторни урбанистички планови и втората ставка е 425.990 други договорни услуги. Значи овие две ставки спаѓаат во договорни услуги. Од кои? Едната изработка на просторни урбанистички планови е планирана со 6.767.000 денари и има реализација од 4.308.540 за изработка на ГУП, а втората договорни услуги од 233.000 денари се плаќани средства за комисијата за претходната година, за која сега се барат дополнително да се надокнади ова ставка со уште 900.000 денари за да се исплати комисијата за ова година. Во ова ставка, значи
Не знам, мислам дали сакате допълнително нещо да додам. Еве имаме и картица, можам да ви ја доставам и картицата. Ако сакате, можеме да ја умножиме, да видите што спаѓа во овие договорни услуги. Тоа е едно. Второ, во врска со Елизабета, значи ребалансот кој што беше изгласан на минатата седница, во него имавме дополнување, конкретно за предлозите на председателката на работното тело, дубовите за Стара Чаршија и дуб за Широк Сокак во износ од 6.220.000, скоро 7 милиони денари. Тие се тие кои што се дополнети во таа програма. Да, точно, да. Ако сака Андре, може да ја испечати. Повелете. Тука да ги додајте. Кај ги седовте? Значи, таму додадовме во приходите, нали, ја зголемивме рамката. Минатиот пат. Приходите на капиталните? Општо приходите ги зголемивме за да ги додадиме сите амандмани. Ја зголемивме, нали, рамката. А законскието? Не е законски. Ние кажавме дека не е законски. Што ќе гласаме? Дали некој друг бара збор? Корлевски? Не. Интересира што збомнавте све, а Благица не одговорите вака во договорни услови, зашто го ставивте дупот, изработката на ГУП, тоест? Може? Според која правна одлука? Значи вака, спецификацијата на приходи и расходи, значи како се одредува и во кои програми и во кои ставки се планираат средствата, одредува Министерството за финанси. Имате на страната на Министерството за финанси спецификација на приходи и расходи и таму стои во која ставка како треба. Така, мислам, изработката баш на урбанистички планови спаѓа во договорни услуги и стои ставката 425.640 изработка на просторни урбанистички планови. Тоа го одредува со уредба Министерството за финанси. Значи не ги одредуваме шифрите ние. Ви благодарам. Се што работеа минатите години 20 уназад беше незаконски, така сега вие законски работите. И па во секоја смисла, пошто народ предходно не работеа, вака сега вие... Не, во секоја година проверите во F1 програмата јавно ние за граѓани. Има испланирано средства, секоја година на таа програма се планираат средства. Проверете слободно. Дали некој друг бара збор? Жаклина? Благица, фала на одговорот. Значи, јас и на почетокот спомнав дека договорни услуги. Како и да е, сакам и рековме дека ова Бети што го надополна, значи намалување да се направи на нив, написмено да добиеме ова кое што го зборувавте овде, значи зашто се наменети тие средства и ова од 7, ајде 6 и нешто, клаени на 14 милиони во ребалансот и ме интересира овде велите дека 4 милиони, еве, може не разбрав добро, 4 милиони денари веќе си ова и нешто си исплатени, значи остануваат 2 милиони и нешто. Зашто ќе се искористат тие пари? За кои договорни услуги? Значи, ќе добиете написмено, согласно договорот што го имаме склучено за изработка на генерален урбанистички план со јавното предпријатие за проектирање, предвидени се средства што треба да ги исплатиме ова година. Согласно договорот, можеби комплетно, значи за таа година ќе бидат, значи тие пари се за тоа предвидени најголемиот дел и ќе добиете точно по договорот колку треба да му исплатиме ова година и дали треба да ги тргнете или треба да останат овие. Написмено ќе ви да име. А бидејќи одлуката што донесовме не постоеше сума, како ќе ни дајте одговор? Значи, ние имаме донесена одлука, јас сметам дека таа е по тарифник, значи ние пресметката по тарифник за ГУПот колку кошта е многу јасна. Значи, ГУПот, цената на чинење на ГУПот е по тарифник. И ние знаеме колку средства
треба да кошта ГУП-от затоа што имаме тарифник за чинење на генералниот урбанистички план. Тука нема договори за попуштање и подкревање. Толку си ето. Незаконски е да суди помалце. Повеќе е дозволено, ама ретко суди повеќе, а помалце не сме и да суди. Затоа што е тоа законска одредба на ниво на централна власт. Некој друг дали бара збор? Значи, пошто овде се однесуваше на програмата на одделението за урбанистичко планирање и таму беа предвидени само 840.000 денари, мислам дека ни е јасно дека уште еднаш констатирам дека ни фалат уште 100.000 денари за комисиите, а за иницијативите за детални планови немаме обезбедено средства. Значи, тие се заклучоците од оваа комисија. Дали може да ја завршиме оваа комисија, да продолжи другата комисија со работа? Пошто никој не бара збор, можеме... Да. Да. Добро, благодарам. Значи, председателке, да ги добиеме одговорите, пошто каже дека ќе ги достават на писмено, уште еднаш ќе се свикаме за заклучокот. Бидејќи немаме ние слика како што треба за сето ова. Значи, треба да се знае таа и оправданоста на тоа што не е изгласано проширувањето на оваа програма, бидејќи испаѓа дека ние овде си носиме одлуки, си носиме иницијативи, се изгласа буџет, а уствари дека работи, ајде да речам, тековни, не се предвидени со средствата. Значи, уште кога се правил буџетот, требало некој да му е мисли. И тогаш зборувавме, па после испадна ќе правиме проширување на програма, па измени на програма и така натаму. Значи, ова е она за кое што стигнавме до овај степен за буџетот. Бидејќи иницијативите, одлуките и она кое што го зборуваме ние овде веќе скоро 2 години, некој, ајде да речеме побитолски, си игра мајтап тука со нас. Таа е оправданоста и на ова се што ни се случува сега. Еднаш да видиме начисто што се дешава. Ви благодарам. Значи, ги чекаме званично податоците кои беа побарани од советниците, ќе свикаме уште една седница на оваа комисија и ќе донесеме конкретен заклучок. Благодарам. Добар ден. Почитувани, денес на 31.8.2023 година се одржува седница на работното тело за економски развој. Работното тело формирано за работа со цел усогласување на програмата за економски развој во рамката на ребалансот на буџетот за 2023 година. Ја отворам седницата и го замолувам представникот на општината да даде првично образложение по однос на оваа ставка и програма. Благодарам. Значи, од наша страна беше доставено предлог, односно преглед на сите активности кои не поминаа на комисија и не поминаа на совет и не беа изгласани. Ако дозволите, јас можам да ги прочитам ставка по ставка за да немаме забуна. Не знам дали ја имате вие програмата, како јас што имам сега, па да дискутираме по неја, или да дискутираме исклучиво за тие вашите амандмани што ги предложивте како советници, да направиме една конструктивна работа на комисијава, затоа што ние на претходната комисија, која бевме со Маријана заедно со во развојните програми и програмата за комунално за уредување, значи многу заклучоци, многу работи ги заклучивме на таа комисија, сега ќе ги повториме, ја можем и тие да ви ги кажам заклучоци што ги донесовме тогаш и ова комисија да ви запознаене и да ги потврди тие. Па да предлагам да направиме стратегија како да работиме. Дали сакате да ги прочитам сите ставки по ставки кои што се тука конкретно наведени во мојата предлог програма и во која што се метнати и тие што се
амандмани, некои што се поддржани, некои што се имаме образложение зашто нема така да бидат, него на друг начин ќе биде регулирано тоа. Добро, благодарам. Може кратко? Да, Значи вака, не може вие да ни кажете зашто нема така да бидат и зашто нема да бидат така дефинирани. Јас сакам да ни кажете кои амандмани се изгласани, влезени и пуштени во Министерство во програмата за економски развој. Значи точно со суми како што се изгласани на седница. Значи сите амандмани кои се изгласани и вметнати во програмата за економски развој. Да ја видиме сумата и кои се тие што влегле. Јас колку што знам, така е пуштен ребалансот во Министерство за финанси со сите изгласани амандмани. Колку што се сеќавам, Благица на координација ни кажуваше по програми кај се вметнати амандманите. Сега ме интересира во ова програма кои амандмани се вметнати и колкава е сумата. Ве благодарам. Повелете. Бидејќи тоа што не е изгласана програмата, се извинувам. Ние, колку што имаме информација од финанси, ништо не е тргнато, туку има само додаени амандмани и затоа е излезено од рамката. Значи, кажете ми, кои се амандманите и колкава е сумата? Амандманите се 200.000 денари ова за Довлеџи, кај што беше кружниот тек, односно кај што се бараше да се направи фекална канализација, ги ставихме на место фекална канализација во реконструкција, односно изградба на коловоз, 200.000 денари, 2 милиона денари за село Нижополе, 2 милиона денари за село Дихово, за изработка на проектна документација за фекална канализација, и во однос на и зголемена е вредноста на изработката на проектната документација за 300.000 што бараше советничката група на Левица, кај што веќе во претходната програма имавме ние ставка од 250.000, е додадено уште 300.000 за изработка на проектна документација за пристапниот пат до Каркардаш. Значи тоа вкупно значи 2 милиона и 2 милиона 4 милиона и 4 милиона и 200 и 300.000, 4 милиона и 500 е додадено во мојата програма од програмата од претходно предложената програма. 4 милиона и 500. Ве молам ова и написмено да го добиеме, мислам тоа е моето барање. Забелешки, повелете Елисабета. Сега мене ме интересира од кај се земени овие средства. Од кои ставки, од кои програми се пренасочени? Тука во ЛЕР. Значи не се пренасочени, се додадени. Значи врз се додадени, ама приходи од каде? Од овие зголемените? Па вие треба да кажете од каде. Вие побаравте да ги додадеме и ние ги додадовме. А прашањето беше од кај да земиме, ништо не кажавте од кај да земиме. Значи ние само ги додадовме овие 4 милиона и кусор, а ако сакате можам по-отделно, пошто како комисија некој од вас не беа присутни на таа комисија, ние кога го дискутиравме, можам да и од тие амандмани што вие ги предложивте, некои не држија, мислам да зошто да не влезат, еве како Корлевски на пример што предложи за патеката, проектна документација во стадионот да се направи, ние кажавме дека тој предложи, не знам сега колку беше, сега ќе прочитам точно колку беше, ние во проектна, сакам да кажам дека имаме, за тоа имаме проектна документација која што е веќе одобрена и во која што тие пари се тргнуваат. Инаку вака како што имаше, не знам колку милиона, може 20 и кусур 30 милиона беа од ваша страна, ние ги сведовме на 4-5-600, со тоа што некои од овие за овие од некој имавме или проектна документација или во тек изработка на проектна документација и така натаму. Јас би ги прочитал, ако дозволите, сите овие што беа како на претходната комисија кажани, за да на другите членови што не биле присутни да му стане јасно за што сте предложиле, што сме прифатиле, а што вие, мислам, вие образложуваме дека тоа го имаме веќе апсолвирано и се содржат во некои документации. Ако дозволите, да ги прочитам овие. Сега, ајде членовите и присутните да ги прашам, сакате да одиме на ова варијанта што ја предлага администрацијата за поединечно да ги прочита. Малце ќе ни даде објаснување тука и администрацијата во однос на приходната страна што прашува Елизабета, на кој основ се парите дадени.
Може во на таа варијанта да одиме да продолжиме? Јас мислам дека е убаво да не ги прочитате и да видиме што се направи и во претходната комисија. Да. Повелете. Фала. Значи, предлог амандманот на Левица, 200.000 денари за фекална канализација во Довлеџик, парите ќе се насочат кон изработка на проектна документација за паркинг со пристап на улица кон кружниот тек во Довлеџик. Тоа го абсолвиравме и го кажавме и на претходните неколку седмици. Предлог амандман на СДСМ 2 милиона денари за проект за тартан патеки на стадион отпаѓа бидејќи постои проектна документација во основниот проект за стадионот. 2 милиона денари беше предложен од Корлевски да изработиме проектна документација. Да не кажувам кои од кај беа преглед амандманите, 5 милиона денари за проектна документација за, значи дополнителни 5 милиона денари за проектна документација за мултифункционалниот центар. Образложение дека во постоечката програма НЕН постои средства предвидени за таа намена. Значи ние имавме таму 3 милиона. Имавте таков амандман за изработка на проектна документација за мултифункционален центар. Спортски, да. Спортски, ама мултифункционален спортски центар, тоа е 5 милиона, а ние веќе во нашата програма имаме предвидено средства за таа намена. Па 3 милиона, треба да видам момент само. 3 милиона 075, односно имавме 6 милиона и нешто, со предлог ребалансо ги намаливме на 50%, ги намаливме за 50%, значи тоа ви беше дадено, беше дадено. За жал не можам да реплицирам, можам само да го кажам ова, да. Предлог амандманот за изработка на проектна документација за патот од фабриката Драгожин до село Црнец од 1 милион денари не е прифатено, бидејќи не е прифатено од наша страна, вие ако речите да правиме, ќе го правиме проектот. Не е прифатливо, бидејќи овој пат е регионален пат број 2347 и е под надлежност на ЈПДП. Предлог амандманот за Крушевска република се заклучи, не знам Корлевски дали беше тука тогаш кога заклучи, да се испита можноста за изработка на ново урбанистичко решение со кое нема да се нарушат, да се рушат тениските игралишта. Значи таму ние имаме урбанистичко решение предвидено активно, меѓутоа за да се направи пристапот во стадионот согласно тоа техничко решение мора да се срушат тениските игралишта. За да не се рушат, се донесе одлука да го испитаме можноста урбанистички тоа да го промениме и да направиме нова урбанистичка документација и комплетна документација за да го тоа така реализираме. Амандманот на Левица 300.000 денари за 40 маченици го додадовме во предлогот, новиот предлог, значи од 250 дојде на 550.000 денари. Предлог амандмано за подигнување на пешачките премини на улици Партизанска, Васко Карагелински, односно подигнување на пешачките премини во делот на пешачкиот премин. Објаснето беше дека во програмата за економски развој се уште постојат средства, нема потреба дополнителни средства да изработиме нови сообраќајни проекти кои ќе ги предвидат тие подигнување на пешачките патеки, така да нема потреба дополнителни средства, затоа што се уште јас имам во мојата програма средства. Предлог амандмано за намалување на брзината во центарот на градот, образложено е дека имаме таква студија која го опфаќа просторот од 4 ноември на исток, Кузма Јосифовски на запад, булевар 1 мај на север и Солунска на југ. Тоа е тој опфат кој што имаме направено ние студија за смирување на сообраќајот во централното градско подрачје, за кое што имаме веќе изработено 2 сообраќајни проекти. Останува третиот, тој последниот, меѓутоа се уште не се имплементирани. Така да и ова, мислам, дополнителни средства за ова, за изработка на нова студија за смирување,
сметаме дека и заклучокот беше да не се прави сега, затоа што секако ние работиме и сообраќајната студија согласно ГУП, така да ќе давиме пари непотребни, а се уште имам пари доволни ако треба да се употребат за, меѓутоа ќе дојдеме во колизија, даваме пари, сега работиме некоја си смирување на сообраќај дополнително, а веќе во тендерската постапка за изработка на сообраќајната студија е во тек. Кој ќе го има во предвид сето ова. Може да дојде во коализија, таа може и друго да предложи, а ние сега друго да сработиме. 2,5 милиона од амандман за чистење на ободните канали, за чистење само, беше образложено дека чистење не е потребно, потребно е да се изработи соодветна проектна документација за ободните канали на Бајрот. И предлогот беше даден да овие 2,5 милиона од амандманите се вметнат во програмата во економски развој за проектирање и изработка на проектна документација за ова. Ова, пошто беше кај Маријана ставено 2,5 милиона, и таа со образложението треба да влези во мојата програма, и јас сега треба од овие средства во мојата програма треба да ги предвидам, доколку донесете одлука да се предвидат, јас треба да ги ставам овие за изработка на проектна документација. Значи, вашето барање што беше таму, треба кај мене да дојде 2,5 милиона. Али тоа не е сега дел од мојата програма, сега што ја имам доставено, што бараше председавачката за која е таа, значи тоа не е вметнато. И уште еден поврзан амандман во однос на изработка на техничка документација е ограда на основното училиште Тодор Ангелевски, кај што беше предложено да се огради основното училиште Тодор Ангелевски, терените околу него што се таму. Образложението беше заедно со Маријана дека таму мора да се изработи проектна документација, што значи дека треба повторно тоа кај мене да дојде да предвидам средства во мојата програма за изработка на ова, и тоа не е вметнато, нормално треба сега да кажете вие, треба да го предвидам или не. Јас само тука би додал уште едно, пошто многу писма, барања од училишта доаѓаат до економски развој, тука би го ставил и, доколку се согласите нормално, и основното училиште Тодор Трифун Пановски, кај што и таму имаме голем притисок од директорите и од проблемот кој се појавува, затоа што и таму топките одат во дворовите и така натаму, и мораме да направиме и таму техничка документација, така да и мој предлог е да може да се дополни ова, за да можеме да не ја ставаме оградата без документација и да биде проширено со тоа основно училиште. Не знам ако некој промаши од амандманите предложени, меѓутоа овие се конкретно за поврзани со одделението за економски развој, кај што ги изработува техничката документација. Гледаме дека многу од предложените амандмани веќе биле предвидени во другите програми, така да колеги кој сака да праша, повелете колега Корлевски. Видовте за фекална канализација и сега владата ви дава 1.100.000 евра. Не е срамота бе 200.000 денари за Добледжик? 1.200.000 евра. 70 милиони денари. Како не е срамота за изградба на фекални канализации за водоснабдување, за амандман да користите 200.000 денари. Одговорете ми ако е срамота или ако не е, во ред да го повлечиме. Имате 1.200.000 со одлука. Во ред точно така е. Министерството за животна средина, согласно заемо на државата наша, има 1.100.000 евра одобрени средства за општина Битола за изградба на фекална и атмосферска канализација, за која што ние веќе подготвивме апликацијата, ја доставивме до Министерството и е потврдена, значи на веќе изработена техничка документација со одобрение за градба, која ние ја сработивме, ја доставуваме до година, ќе имаме средства 70 скоро милиона денари обезбедени, односно не до година, за 2 години тоа ќе биде, ќе се гради 2 години трај програмата, која што веќе Министерството не ослободува од 60-70 милиона, за кои што ние од нашиот буџет ќе работиме нешто друго, согласно изработена техничка документација со одобрение за градба. А овие 200.000 денари што и кажувате, барање беше на советничката група на Левица да се реши проблемот со фекалната канализација за проектирање
да се изработи проектна документација за проектирање, да се реши проблема и образложено беше од наша страна дека ние веќе работиме на тој дел. Значи изработени се проекти за инфраструктура, основни проекти, нема потреба таму да оди, него тие, пошто ги предлагате 200.000 денари, да биде во тој дел на градо, пошто од нивна страна е тоа предложено, за нешто што би го, мислам, дало една целина, значи се изработи еден паркинг и пристапна улица во контекст на ова што го барате од 200.000 денари. Ки рековте, знаете дека ќе ви се ослободат 70 милиони денари и секако не знаете дека имате пари на сметка. Сега сам рековте, ќе ви се ослободат 70 милиони денари. За до година буџетот што ќе биде планиран, од него што го имаме на располагање, ќе се ослободат за други намени ќе бидат. Така, да ќе користи за тоа што сакате, а не за тоа што вели Советот и граѓаните. Не, за тоа што ќе го изгласа Советот. За тоа ќе бидат така како Еве изгласавме за Совето, лично вие ми рековте дека ќе се среди покривот во Ѓорги Сугарев. И го средивме, пошто велите за Трифун Пановски. Дали го средивме? Ве прашав во ноември месец минатата година. Декември, пардон, буџетот. За вулата. Значи, да, старо градско јадро проблеми со... Немојте. Ни одговори директорот, ни рече ќе го средиме со Ромактет. Не може општината да не може да го среди, а да го среди училиштето со Ромактет програмата. Значи, не ви е точен одговорот. Истото како со градинките. Има две лажни скелина, ни пуштивте на имейл. На имейл ни пуштивте дека има лажни скелина и нема работници, а градинка да се изгради. Немојте со тие изговори, пој ќе не врват. Врват првиот месец, првата година, во трета влегваме. Со тоа веќе не врви. И за атлетската патека зборам, јас зборав на говорница, имаме проект да се изгради. Значи не е точно тоа што го зборувате, меѓутоа, окей, јавноста ќе се премаваме таму кај што треба. Овде ќе треба без потреба само да реплицираме. Јас го зборав затоа што има проект. И втора работа, ние демек сакаме да ги рушиме игралиштата. Немојте таква работа. Ова го зборавме во претходниот совет, кога требаше улицата да врви покрај игралиштата. Измеѓу игралиштата и Киро Дандара. Немојте таква работа. Ја покажавме на пресконференција кај треба да врви. Немојте. Освен ако правите автопат со 4 ленти, да, ќе ги пресечи игралиштата. Тоа е друго 20. Немојте таква работа, ама истина. Нема да реплицирам на ова. Јас го кажав тоа што јас го имам детектирано дека 2 милиона за проектна документација за Тартан патека, така и запишено секаде. Не ќе понатаму да коментирам и да одговорам на, мислам, да не испадне дека да, така да... Продолжуваме со работа. Вака сега, кој од присутните друг сака да земе збор? Повелете, Елизабета. Прашањето е за Благица. Не сум многу искусна со овие буџетите и може не и грешно прашувам, меѓутоа сакам да ми се разјасни. Велиме приходи за локалниот економски развој од 24 милиони се зголемува, грубо сега кажувам, се зголемува со ребалансот на 33 милиони. Дали во овие 33 милиони влегват само овие измени што ни ги кажа Венцо, затоа што тука разликата од 24 до 33 е скоро 9 милиони. Кажуваме дека се планира да се реализира Довлеџик, Нижеполе, Дихово и пристапен пат кон Кркардаш кои вредат 4,5 милиони. Прашањето ми е зошто тука има 9 милиони, а тука кажуваме дека ќе има само амандмани со вредност од 4, заемени амандмани со вредност од 4,5 милиони. Баш токму сега ви објаснуваше колегата дека дел од амандманите не може да влезат или веќе се инкорпорирани. Во овие 33 милиони влегват сите и тие што се одбија? Да, сите, да. Добро, тоа сакав да знам. Да. И ме интересира уште нешто. Приходите за реализација на овие амандмани 4, од кај се земени? Исто го кажа колегата дека намали во својата програма кај дел од
работите кај студијата за сообраќајната, се извинувам, студија, намали и дел кај мултифункционалниот од својата програма намали за да ги пренасочи средствата за овие амандмани. Благодарам. Други прашања, сугестии? Повели колега Корлевски. Зашто намаливте кај мултифункционален спортски објект? Може да нешто? Пошто колегата од тука велеше дека готов е проектот, се работи. Вие велите почнуваме сега. Градоначалникот велеше на идеја сме. Вие од планираните 6 намалувате на 3,5. Ке се направи тој проектот до годината, за да знаеме дали користиме 3,5 милиони. Па имаше предлог и овие да се намалат од некои на претходната седница, ако одлучите да се намалат, ќе ги намалиме. Ние работиме на случајот, значи имаме конкурсно решение, идејни решенија и усвоено идејно решение за тоа и разгледуваме повеќе можности на повеќе локации за ова. Така да, ако сметате, имаше таков коментар на претходната седница, дека ние ќе ги намалиме овие, намалете ги, не е проблем. Ние ви понатаму продолжуваме да работиме на ова и самите што го предложивте вие 5 милиона да дајте за проектирање на мултифункционалниот центар, ние веќе имавме предложено. Значи обезбедено 3 милиона, односно 6. Да, ги намалуваме, да. Да не ги држаме парите, како и за сообраќајната студија, затоа што реално не можеме докаде да завршиме и сообраќајната студија ова година и ова, затоа ги ослободуваме да не ги држиме парите. Убав одговор за сообраќајната студија и за мултифункционалниот и ве молам ова на писмено ни го пратите за да знаеме и да знае јавноста точно. Вака, колеги, некој друг сака да земе збор да праша нешто или има некој свој став? Гледам дека нема никој повеќе прашања, само би прецизирале уште еднаш. Колега Корлевски, мислам дека имавте своји видувања, да прецизираме по кои точки од амандманите, навистина службата да се посвети, да даде своје образложение, за да можеме, по секако ќе има продолжение на седницава, да стигнеме до една заокружена целина. Да ги потенцираме тие амандмани, каде што навистина треба да се задржат. Сите амандмани што беа поднесени од сите советнички групи, да ги потенцираат точно написмено за кои амандмани комисијата повлече финансиски средства или ги знајде, што е нивна должност и обврска, за кој не мрна со прст и треба да му поможиме ние, ќе му најдеме, не е проблем, да му поможиме во таа работа, што е нивна обврска и задача. И втора работа е, значи ќе ги напишат сите амандмани, за кој има, за кој нема, и трето, да добиеме информација кои средства му се истрошени или не му се, или му стојат така, или немаат обврска и точно. И ова за мултифункционалниот и сообраќајната студија на писмено. Добро, ви благодарам. Други прашања, сугестии, ставови? Немаме други прашања и денешната седница е прекинуваме. За нејзино продолжување ќе бидете накнадно известени. Ви благодарам.